Океј, дечки, зборувавме минатиот пат дека има дадени луѓе кои што ги викаме енергетски вампири. Така, енергетски вампири се луѓе кои што како пијавица ќе ви дојдат на вратот и ќе почнат да ви ја цицаат енергијата. Поздрав, дечки! Поздрав до сите! Се извинувам, сега ќе почнам со предавањето. Ве сакам сите, ве поздравувам, ќе ве поздравам пак на крај, ама почнуваме сега со темата. Значи, како да ги дефинираме овие енергетски вампири? Секој од нас имал средба со енергетски вампир, веројатно на секој од вас, а и мене би била исцицана енергијата, во даден временски период, некогаш сме знаеле свесно дека станува збор за енергетски вампири, некогаш не сме ни предпоставувале дека станува збор за тоа дека имаме енергетски вампири до нас. Сега, што е тоа енергетски вампир? Вампирот цица крв, цица енергија, не прави послаб, и тоа е нешто за кое што ќе зборувам денеска, како да ги препознаеме енергетските вампири. Знаете, зборува во минатите емисии многу за емоции, за како луѓето пониско на скалата на емоции можат да влијаат врз другите луѓе, како ви ја земаат енергијата. Ако сте биле со некој човек кој што е, да кажеме, пониско на скалата на емоции од вас, се обидувате да му помогнете да го кренете, ама она што се случува, фактички вие ќе паднете со вашите емоции, наместо тој да се крене повисоко на скалата, вие ќе клапнете на неговите емоции и не се чувствувате добро. Јас за тоа имав предавање, нема да навлезам многу, ќе ја покажам таа скала на емоции само за кратко, поради тоа што има причина зашто ќе ја покажам, но денеска ќе зборувам за друг тип на карактеристики кои што енергетските вампири ги имаат. Сега, за да навлеземе во тоа како ги дефинираме тие енергетски вампири и како влијаат негативно на нас, сакам прво да објаснам нешто општо за некој кој што ме следи од предходните емисија и на телевизија. Денеска баш имаше една интересна тема на TV24 поврзано со ова. Знаете дека секогаш велам дека ние сме духовни битија, дека човекот е духовно битие и дека кога е духовно битие значи дека има свој простор. Гледате, не е само телото. Така, не е само телото да, не дај Боже, на некој му страда, туку може да му страда психата, може да му страда духот. Она што се случува кога сме со енергетските вампири, баш психата и нашиот дух и нашиот ум на некој начин страда. Кога збориме за енергетски вампири, сакам да зборам за еден термин кој што е малку необичен, но се користи многу, барем во англискиот јазик, нас во Македонија не така, но се вика супресија. Што значи зборот супресија? Зборот супресија значи да направиш некого помал, да го притиснеш надоле. Суп како збор значи под, а пресија значи да притиснеш некого во некоја подолна позиција. Енергетските вампири на некој начин она што го прават ве потиснуваат во подолна позиција, без разлика дали е тоа подолна позиција на скалата на емоции или ќе почнат да ве прават да се чувствувате конфузно, несигурно, колебливо. Едноставно немаме идеја зошто некои работи ни се случуваат, но дефинитивно ни се случуваат. Така да супресија е фактички термин со кој што можеме да појдеме да ги објаснуваме овие енергетски вампири. Зборот супресија значи да не можеш да посегнеш. Гледате колку интересно. За јас како духовно битие да направам простор, морам да посегнам. Што значи тоа да посегнам? Значи да сакам нешто да добијам. Мојот идентитет, тоа што сум јас, сакам да кажеме, не знам, да сликам, или сакам да цртам, или сакам да бидам кошаркар, или сакам да бидам мотивацијски тренер. Што е супресија? Супресија е некој ќе ти го одземе правото да бидеш тоа што сакаш да бидеш. Наједноставно кажам. Гледате, јас имам дадени карактеристики и некој човек околу мене постојано му смета тоа што сум ја. Гледате, му смета. Му смета тоа што сакам да бидам, му смета тоа што сум, му смета како изгледам, му смета како дишеш, му смета како жвакаш, све му смета. Така, и одеднаш што се случува, таа околина, кога почнуваш ти да изсметаш, фактички станува збор за еден човек, не се многу овие енергетски вампири, или не се многу овие луѓе кои што така се однесуваат, почнувате вие да го губите својот простор и својата позиција. Јас имам простор, имам позиција. Мојот ум е бистар, мојот ум е чист, кога јас сум сигурен во тоа што го знам. Но кога ќе почнете да имате вакви енергетски вампири околу вас, или луѓе кои што вршат супресија врз вас, почнуваат тие да влијаат негативно и вашиот простор наместо да се шири,
Затоа што човекот така освојува. Гледате, човекот мора да освои простор за да се чувствува среќен. Но ако имате од другата страна притисок кон вас, што се случува? Вие почнувате да го губите просторот и почнувате да се смалувате. Во моментот кога ќе почнете да се смалувате, ви се вклучува подсвеста, каде што има све негативно што е снимено. И почнувате да се чувствувате загрижени, почнувате да се чувствувате нервозни, почнувате да се чувствувате лути, почнувате едноставно од вас излагаат најнеубавите работи. Зошто? Чиста физика станува збор, дечки. Ако јас можам да посегнам и да добијам преку посегање тоа што го сакам, мојот подсвесен или реактивен ум нема да се вклучи. Кога тој се вклучува? Се вклучува кога јас не можам да посегнам. Фактички, кога во околината има некој кој што ме спречува да посегнам. Гледате, јас сакам да посегнам, ама од другата страна има некој кој што на некој начин ти вика не. На некој начин те прави несигурен за да посегнеш. Така, сакаш да пееш, и еднаш некој ќе ти наоѓа мани, абе фалшираш, абе вака правиш, абе не ги знаеш зборовите, абе. И одеднаш што се случува на некој начин, ти ја крати ширината и ти го крати посегањето. Или може би сакаш да збориш со некоја девојка и се охрабил да збориш со девојкава која што ја сакаш и другар ти, кој што е енергетскиот вампир, ќе ти рече, абе, па и ти никош не се знал да збориш со девојки. Знаеш што мислат девојкиве за тебе? Абе, смешен си. Ке ти најде некој муабет кој што ќе те повлече у себе и наместо ти да посегнаш на надвор, ти фактички почнуваш да се кочиш и почнуваш да се ограничуваш. Тоа е супресија. Супресијата те прави да се повлечеш од твојот простор. Гледате, кога јас имам слобода на мислата, кога немам такви луѓе околу мене, кога имам луѓе кои што ми даваат одобрување на тоа што сум, кои што ми даваат комплементи, кои што ми даваат љубов, кои што ми прифаќаат. Гледате, јас имам слобода да посегам. Но кога имам луѓе околу нас, кои што постојано, а ти посегнеш, он ќе тудри по рачето, а ти ќе посегнеш, пап, не пипај тоа, не пипај тоа. Знаете, ментално посегаме како? Преку нашите цели, преку нашите соништа, па ќе ти ги омаловажи целите, па ќе ти ги омаловажи соништата, ајбе ти сега ќе направиш, шо си направил ти бе, па и се и тоа ќе го направиш. На еден или друг начин ќе дојдеш со грандиозна идеја. Ви се случило ќе дојдете некојаш со грандиозна идеја. Сакате голем сон да споделите, ќе споделите со вашите најблиски, може би со сопругата или сопругата ќе го сподели со сопругот. И сопругот, пап, со еден збор ќе ја сруши и ќе ја издиши како балон. Еден збор. Тап, балонов со игличка ја издишам. И она што се случува, ти паѓаш. Се чувствуваш разочаран, се чувствуваш љут, се чувствуваш неубаво. Ви се случило дека околу таквите луѓе, кои што се супресивни, кои што предизвикуваат притисок, вие не сакате да зборувате. Гледате, зашто? Поради тоа што и да кажеш, наоѓа на отпор. Значи, ти што и да кажеш, во тој момент ти знаеш дека е болje да се ќутиш, затоа што ја што и да кажам, ќе најде на негодување, ќе најде на критика, ќе наоѓе на омаловажување. Знаете кој е друг начин како човекот можете исто така да го супресирате, да не му давате внимание? Ви се случило некаде, ќе дојдеш некаде и никој не ти дава внимание? Каш, те игнорира. Игнорирањето исто така е начин на омаловажување. Игнорирањето исто така е начин на супресија. Не ти прави муабет, значи ти не постоиш. Ти што и да кажеш, ќе најдеш на контра. Што и да кажеш, ќе најдеш на твојата реалност е смачкана. Твојата реалност е побиена. Твојата реалност, пау, е плесната. Ти си кажеш што сакаш, гледаш си кажал некаква реалност, нешто за кое што сонуваш, нешто кое што го мислиш, и од другата страна што се случува, кляс, реалноста е смачкана како мува која ќе смачкате со мувотепалка. Гледате, значи, целата поента, она што се случува е вие која ќе кажете нешто кое што е за вас вистина, за вас реалност. Од другата страна имаме смачкување. Значи, зборот супресија значи да направиш некого несигурен за посегање. Слушнете го ова. Ве прават несигурни да посегнете. Јас сакам да посегнам, ама поради тоа што еднаш ми го скратиле тоа што сум сакал да посегнам, уште еднаш, и ти више си несигурен. А ќе почнеш да мислиш, ова да го направам, да искомуницирам, да почнам да пеам сега, и одеднаш ти доаѓа мисла затоа што многу често те спречиле
ти почнуваш сам да се спречуваш да не посегаш. Со друг збор, притисокот иде на кај тебе. Наместо ти да буткаш на надвор, притисокот иде на тебе и почнуваш да стануваш депресивен. Гледаш, депресија е резултат на супресија. Луѓето кои што имаат депресија имаат секојаш супресија. Зошто? Поради тоа што не можат да посегнат. А ако не може да посегнат, не можеш да го тргнеш тој реактивен ум или подсвесен ум кој што го имаш ти. Затоа што, гледате, тој реактивен или подсвесен ум се наоѓа околу нас. И ја ако не можам да посегнам кон животот, кон просторот, тогаш ја кога ќе се повлечам чиста физика, тој реактивен ум ќе дојде пред мене. И тој реактивен ум е полн со негативности и јас станувам исплашен, јас станувам депресивен, јас станувам конфузен, јас се чувствувам неубаво, се поради тоа што не сум можел да притиснам на надвор. Ама имате махери кои што отворено и кои што скриено ве прават несигурни да посегнете. Гледате, не си сигурен. Несигурноста знаете од кај потекнува? Од не знаеш дал да посегнеш или да не посегнеш. Зошто? Затоа што ако имаш до тебе човек кој што е енергетски вампир и кој што те спречува, ти ќе пружиш раче, он бам, немој. Се ова што ќе го кажам е пример, не го взимајте за така, затоа што знам дека не е секојаш поврзан со енергетски вампир, ама сте виделе мало дете ќе дојде баба му и сака све да фати, баба му ќе рече не пипај тоа, не пипај тоа, не пипај ова, не... и ќе го седне на едно место и детето мора вака да чучи и сака да посегне и после само ќе се врати рачето. Гледате, тоа е во животот. Како посегаме преку цели, посегаме преку соништа, посегаме преку работи кои што сакаме да ги направиме и одеднаш до тебе. Ако имаш некој кој што постојано ти мрчи, постојано е негативен, постојано те критикува, постојано не ти дозволува да збориш за тоа. Знаете, супресија е поврзана многу со комуникација. На некој начин ти прави цензура. До толку ќе те омаловажи, ќе те спречи. И одеднаш ти не сакаш ни да комуницираш. Забораваш да комуницираш. А како правиме простор? Преку комуникација. Гледате, соништата се таму за да се споделат. Ама ако имам околу мене некој близо кој што постојано ме коригира, ми ги уништува соништата, ми кажува дека нема да можам да ги остварам соништата. Тоа е супресија. И таа се прави скриено, и таа се прави отворено. Имате отворен човек кој што ве супресира, ќе ти каже глуп си, не те бидува, ти ли бе, катастрофа си, за никаде си. Имате други луѓе кои што тоа ќе го направат на многу завиен начин. На многу завиен начин. Ке им кажеш, слушај, бе, бев таму и таму на одмор и тој хотел и он ќе дојде и рече, знаеш што, ама оној другарот наш, тој беше тој полуксузниот хотел. Он поубаво си поминал. Да, гледав слики и се фактички она што го прави, тебе те спушта на некој ниво за да ти не бидеш над него. Поентата и ќе видиме кога ќе зборам за ова, е дека поентата на енергетскиот вампир или на супресивецот, на човекот што супресира, е да не бидеш над него. И тоа пак ќе кажам го прави на многу и три начини. Ке дојдете во дома, ке донесе 5 минус и мајка му ќе рече, бе, еднаш да ми израдуваше со чиста петка. 5 минус. Па другар ти чиста петка доби. Па како еднаш и ти малку да се потрудеше, петка ќе донесеше, бе, синко. Гледаш, ами тоа е скриен начин на омаловажување. Гледате, не е потврда. Знаете што? Спротивно на супресија е пофалување и потврдување. Колку ретко и ние доаѓајќи у таква ситуација на угнетеност од околината, ти забораваш да пофалиш некого. Гледате, пофалбите прават човекот да расте. Се дуеме како балони. Гледате, сакаме пофалби, треба да имаме пофалби, треба да имаме признанија. Колку е убаво да сте со човек кој што околу вас ќе види се што е добро. Он не ти приметува нешто негативно. Гледаш затоа што те сака, те обожава, те прифаќа. Со човекот кој што е енергетски вампир или кој што е супресор, секогаш морате да се докажете или покажете. Сте приметиле? Тоа е една од карактеристиките. Ја морам да се докажам дека сум добар, затоа што тој не ме прифаќа дека ја сум добар здраво за готово. Не ме прифаќа дека сум добар каков што сум. Нема го добро во моето постоење. Сака цело време да ме смени, сака цело време да ме коригира. Цело време ми укажува на негативностите. Ама знаете што се случува кога цело време некој ви укажува на негативностите? Станувате негативен. Зошто? Затоа што некој постојано ве тера да мислите на негативното. Не си добар заради ова. Ке дојдеш, ке направиш нешто перфектно. Една грешка ако има, првото нешто за кое што ќе ти збори е за грешката. Гледате,
Само вниманието ти го става на негативното. Значи нема позитивно. Гледате, нема позитивно кај тој човек. Ако имате таков човек околу вас, знам дека не се наоѓате во најдобра состојба. Дај Боже да не е многу близок човекот, затоа што полесно да се справите со него на крај. Но имам неколку работи за кои што сакам да зборам овдека. Ама главното за кое што ќе зборуваме е дека имаме луѓе, вистинските социјални битија, добрите луѓе, кои што не се енергетски вампири, тие ќе ве прифатат. И во нивно обкружување секогаш се чувствувате убаво, поради тоа што никогаш не мора да си устрав од критика. Тој нема да те критикува. Тој ќе те пофали. Тој ќе ти каже колку си добар. И ти у негово присуство растеш. И можеш да посегаш. Ама ако го имате другиот, кој што ќе те цензурира, кој што ќе те коригира, ти што и да кажеш, он ќе ти најде дека можело подобро, ти што и да кажеш, он ќе ти иде контра, ти кој реалност да ја презентираш, он ќе ти ја шлапне таа реалност и ќе ти каже фактички дека не су право. Знаете што е инвалидизација? Е побивање на добрината и тоа што сме ние. Но во суштина инвалидизација значи да побиеш, да деградираш, да дискредитираш некој нешто што другиот го мисли дека е факт. Гледате, замислете, јас факт е дека сум се облекол вака. И сега некој дојде и ми рече, што си морал таа кошула да ја облечеш? Чекај, ако ја не мислев дека ова факт дека е добра кошула, немаше да облечам. Така, ама многу често луѓето не сваќаат дека дури кога зборите за политика, сте виделе збори едниот за политика, едниот е за ВМРО, едниот е за СДС, другиот му го побива фактот. Не му го побивајте фактот. Гледате, го правите да ја инвалидизирам. Што има да се докажувате на некои теми? Гледайте, побивање, дискредитирање, деградирање на нешто кој што некој друг човек го смета дека е факт. Ја може сакам да идам у кино или сакам да идам на театар, така, и некој ќе дојде и ќе ти каже, абе, само лигави луѓе идат у театар. И сега ти го побива тоа што ти го мислиш дека е факт. И ти како се чувствуваш? Се чувствуваш неубаво. Поради тоа што твојата реалност, тоа што го имаш ти, тоа што ти го мислиш, некој ти го плеснал и ти го залепил. И сега што се случува? Ти веќе немаш своја реалност. Затоа што колку повеќе реалности даваш, другиот ти ги руши со ништата, целите, идеите, ти ги руши. И одеднаш ти си без идеи, без цели, без ништо и завршуваш во една состојба каде што фактички стануваш толку несигурен околу тој човек, да на крај ќе мора да бараш совети од тој човек, ама ќе стигнеме до таму. Океј. Друго нешто кој што ги карактеризира овие луѓе е дека тие се специјализирани да искрираат проблем од ништо. Гледате што е проблем у суштина. Јас сакам нешто, другиот иде контра мене. Значи, јас сакам нешто да направам, другиот иде контра мене. Ја ќе идем во Охрид, не можеме сега да идеме Охрид. Ај ќе идеме вамо, сега нема да идеме таму. Може сега да го направам ова? Не. Другиот, секогаш кога ќе ги презентира контра, вие идете у еден правец, другиот иде у друг правец, на крај имате проблем и имате стоп. Гледате, човеков е специјализатор за стопови. Како ќе препознаете дека у околината имате некој супресор или енергетски вампир или како и да го крстиме? Луѓето кои што се околу него ќе станат многу во страв да не го навредат, да не го повредат, да не му сгрешат. Пример ќе ви кажам. Имаше едно девојче со кое што работев и имаше конфликт со таткото. Таткото се одеше контра, беше многу црс, беше многу суров, беше многу... И одеднаш што се случуваше? Сите околу тоа девојче мореа да лажат, затоа што девојче сакаше да излезе до покасно у град, мајка ќе ја пушташе да излезе, татко и не ја пушташе, и се сите у друштвото, кои што беа поврзани со неа или со кој да мораа да лажат за да ја скријат. Си викаш човек, зашто морам да лажам? А јас морам да лажам за нешто, почнете да мислите дека во вашата околина имате некој ваков човек. Поради тоа што лагите се начин да ги избегнете проблемите кои што тој ќе ви ги презентира, му суштина нема проблем. Гледате, проблемов може многу лесно да се реши, ама тој од се ќе направи проблем. Од се ќе направи проблем. Зошто ова си го направил, зашто тоа си го направил, зашто ручекот касни, зашто ова вака. Цело време е контра. Што го викаат Миле контра, тоа е цело време контра, цело време да ти оди контра тебе.
И она што се случува, луѓето ќе почнат да лажат околу тој човек, за да ги избегнат конфликтите, затоа што ако сгрешам нешто или ако ме открие, ќе биде проблем, затоа што ќе имаме кавга, ќе имаме караница, ќе ми држи лекција, ќе ме оправа и така натаму, зашто секогаш ја ќе сум крив. Така, значи, околу тој човек кој што супресира, околу тој човек кој што е енергетскиот вампир, имате луѓе кои што ќе станат многу внимателни, да не сгрешат, ќе почнат да... Знаете зашто? Зашто не се толерантни, затоа што немаат широчина да ја прими твојата реалност. Он само верува у неговата реалност, он е управо, сите други се укриво, он е најпаметниот, он највише знае, ти не знаеш, се е како он што ќе каже, и у суштина, кога си со таков човек, за да не влезеш у конфликт, ќе почнеш да бараш начин како да излажеш, ама тоа е грешката, ќе збориме на крај. Тоа е грешката, поради тоа што таму фактички он ја црпи неговата моќ, а ние заслабуваме кога ќе почнеме да го лажеме за ситници и за ситни работи. Кога почнувате да лажете некој човек кој што е ваков за ситници и ситни работи, имајте на ум ова што ви го зборам, дека таа лага што вие ја правите кон него ве слабее вашата позиција да го соочите и да се справите со тој човек. Океј, дечки, она што ќе се случи околу ваквиот човек, ќе одите со емоциите горе-доле, ќе бидете како емоционална клацкалка. Денеска си добро, утре си лошо. Денеска си горе со емоциите, утре си горе. Ваму си, ондека си, горе-доле, горе-доле, горе-доле. Цело време си де добро, де лошо. Де добро, де лошо. Де добро, де лошо. Де сум горе, де сум доле. Де сум горе, де сум доле. А ќе бидам со друштво некое што е позитивно, што е добро, сум супер, ама а ќе се сретнам повторно со тој човек, паѓам со расположението, затоа што тој ќе најде чаре, ќе најде начин како да ме спушти. Гледате, ќе копа, тој копа за да те спушти. И кога ќе ве расплаче, кога ќе ве стави у солзи, кога ќе ви изнервира, тогаш ќе ти рече: "Дебе, па и ти, што толку се нервираш? Зашто се така?" И он ќе ти помогне тогаш. Гледаш, ќе ти помогне кога ќе те згази. Ете, кога те сомеле. Ама тоа е една од карактеристиките и треба да знаете да не влагате у конфликт со него, тоа ќе збориме денеска. И една од работите што сакам да ја знаете, кој што не смеам да ја заборувам, е дека што повеќе се правдате и му објаснувате на тој човек, толку повеќе ја губите вашата моќ. Колку повеќе им се правдате, колку повеќе објаснувате, колку повеќе ќе сакаш да го удоволиш, колку повеќе ќе сакаш да го доброволиш, колку повеќе ќе почнеш да лажеш во присуство на таквиот човек, толку повеќе ќе изгубиш твојата моќ. Значи, карактеристики е дека супресира, дека ќе ве направи помал, дека ќе ве инвалидизира, и она што ќе се случи е дека секогаш ќе ви наметне проблем кој што не постои. Мора секогаш да има проблем некој од тој човек. Тој е мајстор за проблеми. Фактички немаш раат да видиш, немаш дерман да видиш од тој човек. Пример ќе ви кажам, вистински пример. И овој ви го кажав. Имате некоја мајка која што е супресивна. И има керка. Керка е окей, ама знаете кога сте околу супресивен човек, не сте стабилни. Така вие сте цело време по стрес. Имате некој човек кој што е супресивен, кој што е енергетски вампир, кој што цело време нешто ти зановета, кој што цело време ти бара нешто, кој што цело време проблем ти прави. И сега ти не можеш да имаш свој свет, затоа што ти си цело време си у неговите ментални проблеми, у неговите ментални шамари. И сега што се случува? Женава старава има своја викендица на Скопска Црна Гора. Така, има викендица на Скопска Црна Гора. Има керка која што не е многу заинтересирана за викендицава, а има и зет кој што печ не е заинтересиран за викендицава. Ама она што се случува, старава цело време ќе го направи проблемот на сестра, на керката, бе, водата не ја направивте, тоа не го средивте, абе, дворот е, а они никош не отишли на викендицава, така, нема потреба да се прави ништо сега, тоа не е проблем, не планираат да идат, ама цело време ја клюка со некој проблем, цело време ја клюка со некаков проблем. Е сега, незината керка го рефлектира тој проблем на зетот, односно на Маши. И сега мажов и постојано е у проблем, за кој што тој нит се сложил, нит го сака, нит па сака да го реши. Гледате, ќе дојдете да се справувате со проблеми кои што не се ваши, кои што не ве тангираат, не ве засегаат, не се дел од вашиот живот и универзум. Знаете како е тоа? Ќе ви дадам еден пример, еден мој пријател Владе, кој што исто мотивацијски тренер, кажа нешто кој што беше многу интересно. Збореше за хрчакот. Сте виделе на хрчак кога ќе му ставите у аквариумот она тркало, дека цело време иде у тркалото и дека цело време го врти тркалото и ќе речеш овој хрчаков е многу глуп. Така цело време врти у тоа тркалото. Но у суштина
ако му го извадите тоа тркало на хрчакот, хрчакот е толку интелигентен да секогаш ќе најде начин како да излезе од аквариумот. Секогаш ќе најде начин да излезе од аквариумот. Ама што се случува? Вие кога ќе му ставите проблем на хрчакот, тркалово, се буни хрчакот и мисли дека треба да врти у тркалото, треба да врти. Така и со Зетов. Зетов влегол у бубањот на проблемот на неговата баба, која што има викендица на Скопска Црна Гора, кој што се рефлектирал преку нејзината керка, која што исто така станува нервозна и напната кога е у комуникација со мајки, и тоа го рефлектира на Зетов, и сега Зетов го има проблемот со викендичката на Скопска Црна Гора и он у бубањ цело време во некаков проблем. Но прво нешто што треба тој да свати дека тој нема проблем. Дека тој проблем му е наметнат. И дека тој проблем не е на Зетот. Зетот си има негов живот и си има негови проблеми. Ова е наметнат проблем и сега Зетов станува хрчак кој што постојано врти у тркалото, постојано у тој аквариум, каде што се обидува да реши проблем кој што не е негов. Гледате, тоа е тоа што ви го прават тие супресивни луѓе. Ви даваат проблеми да решите кои што не се бре ваши. И вие ги гребачите на едно рамо, на друго рамо, на трето рамо, на пето рамо и одеднаш што сваќаш ти, ама фактички не гледаш. Гледате, поентата на сето ова е дека не гледаме од каде ни доаѓаат тие проблеми. Затоа што ти си бомбардиран од тие проблеми. И поради тоа што си социјално битие, и поради тоа што сакаш да помогнеш, и поради тоа што си толерантен, и поради тоа што Зетов е супер, он ќе иде на Скопска Црна Гора 5 пати у неделата да го реши тоа, ами кога ќе го реши нема да е доволно. И тоа што ќе го направи таму ќе му биде омаловажено, обезвреднето, не директно на него, преку неговата жена, затоа што мајки ќе каже неа како Зетов бре ништо не успеа да направи, ке му се до пола ги прави работи. Тебе се до пола. Леле, ама ме нервира. Што муж најде бре керко? Што муж најде? Еднаш да заврши некоја работа до крај како што треба. И сега Зетов е пак крив. Гледате, ама не е Зетов проблем. Проблем е женава која што нема што друго да прави сем да креира проблеми. Во основа на енергетските вампири супресија е креирање на проблем, како и да личи тој проблем, може да личи на многу различен начин, но проблемот значи нешто не е добро, нешто не е завршено, уште не си го заправил. Да, Зето треба да ја продаде викендицата, да се слагам ја. Целата идеја е да сватиме дека нашиот живот е наш живот и во нашиот живот некој дошол со проблем, ти ставил тркало, и ти си почнал да вртиш на тркалово и почнуваш да ги решаваш проблемите на некој друг човек, ама твојот живот го нема нигде. Тоа е нешто кое што е прво треба да го освестиме. Прво нешто кое што треба да освестиме, прво е, гледайте, мажов има проблем со женава, овој со викендицава. Ама знаете од кај им потекнува проблемот? Проблемот не, он го нема проблемот со женава. Женава е напната од мајка и. Мајки ја пуни главата со различни идеи, дека све нешто не е добро, све некој не е добар, све нешто не и чини, све не ја викнале на ручек, па не си дошла да ме посетиш, па све кај неговите идете добро, да ја не сум ти важна, ти мене никош не си ме сакала, ти си на мама, односно на тато си ти љубимица, еве ми враќаш. Што и да е жртва ќе биде, ваква ќе биде, онаква ќе биде, како и да е, ќе ја напуни главата на керки со проблеми. Керки ќе ги рефлектира тие проблеми во незиниот брак и ќе видите дека у суштина двајцава немаат проблеми, проблемите им доаѓаат од трета страна. Ете, не се двајцата у проблем, двајцата да ги оставите на рад ќе биде окей. Колку пати сте виделе у фамилиите дека за да се скараат двајца не се потребни двајца луѓе, така? Окей, но поентава ми е, сакам да ви дам малку реален, пластичен пример за како тој што супресира, кој што угнетува, кој што е енергетскиот вампир, е само заинтересиран за проблеми, не е заинтересиран за решенија, не е заинтересиран за позитивни работи и така натаму. Ајде да навлеземе сега што се случува. Многу од луѓе мислат дека тој тип на луѓе се многу. Читав денеска баш на интернет колку луѓе се психопати, колку луѓе се енергетски вампири, колку луѓе се социопати, колку луѓе се негативни и така натаму. Има различни бројки дека многу јаките социопати, психопати, супресивни личности се некаде од 1 до 5%. Такви се истражувањата денеска што ги гледав на интернет. Но исто така има
податок дека тоа се многу очигледни примери. Значи тоа се луѓе кои што се криминалци, кои што се едноставно отворено деструктивни луѓе. Ама оваа бабичкава за која што ви зборев со викендицата, таа не би ја сврстали од 1 до 5%, него може да кажеме дека има и 20%, до 20% доаѓаат луѓе кои што не се до толку негативни, ама се негативни. Кои што прават на другите проблеми, кои што им го на некој начин стопираат животот, затоа што се она за кое што се заинтересирани тие и таков тип на луѓе е да направат стоп, да стопираат нешто, да не иде гладко работава. Секојаш мора да има проблем, секојаш мора да има стоп и така натаму. Сега, има дадени карактеристики, примеров стана, видите, примеров го дадам затоа што тој пример ми дојде, ама сега ќе стане тема на муабет. Викендичка се слагам дека Зетов треба да ја продаде, односно керката, искрено да ви кажам, не е Зетов тој кој што треба да пресече ситуацијата, треба керката да пресече затоа што керката е нестабилниот фактор. Гледайте, керката е нестабилниот фактор у приказнава. Мајки е многу стабилен фактор. Мајки нема проблем. Мајки не иде горе-доле со емоциите. Керката оди горе-доле со емоциите, ме разбирате? Керката е некој кој што ќе се качи, па ќе падне, ќе се качи, па ќе... и Зетот ставно е таков поради керката. Но нестабилниот фактор, некој кој што е нестабилен, е керката. Поради тоа што таа е поврзана со мајки, или може да е татко и дечки, може да е сестра и кој да е. И сега, она што сакам да ви го кажам е дека до максимум 20% доаѓаат тие луѓе, што е супер. Што значи 80% од луѓето се добри, се позитивни и се креативни и не се некој од кој што треба да се плашим или да се заштитуваме. Значи 20% можеме да кажеме максимум дека се негативни, од кои што од 1 до 5% се многу деструктивни, а другите се малку деструктивни, ама сепак се деструктивни. Имаме 80% на луѓе кои што се на некој начин позитивни, но кога ќе се поврзат со ваквите негативни луѓе, тие стануваат малку негативни. Луѓе кои што ќе се постојано во врска со некоја супресивна личност или енергетски вампир, набрзо или покасно или порано, и тие ги превзимаат карактеристиките на енергетскиот вампир, поради тоа што се постојано околу него, поради тоа што не може да се справат со него, затоа што не може да го препознаат, не знаат како да се справат, колку поиште се караат бетере, затоа што гледате енергетскиот вампир, сака да се карате со него, сака да влезете у конфликт. Затоа ќе ви зборам, тој едва и чека да влезеш у рингот. Прво правило, никогаш немојте да се карате со него. Прво мораме да го препознаеме. И денеска ќе зборуваме за тоа. Има карактеристики, 12 карактеристики ќе збориме, за човекот да го класифицираме во енергетски вампир или у супресивна личност или психопат или како сакате речете го, мора да има 7 од 12 карактеристики. Значи, ако има 5, ако има 6, не е. Значи, мора да има повеќе од пола. Така, гледайте сега, ќе ги наведеме овие карактеристики, мора да има барем 7, затоа што сигурен сум дека ја или вие по една-две карактеристики можеме да фатиме од нив, ама не прави тоа антисоцијални личности, не прави тоа социопати, не прави супресивни личности, не прави енергетски вампири. Мора тој да има барем 7 карактеристики, за да спадне у таа категорија на луѓе. И сега ќе ги дадам тие карактеристики и ќе дадеме пример за нив, за да знаете каде да слушате и каде да барате и каде треба да одите. Гледайте, не е нормално човекот да има тежок живот, верувате ми. Само ако имаме такви луѓе околу нас, ни доаѓа тешко. Само такви луѓе околу нас ни го загорчуваат животот. Само со такви луѓе околу нас ние мислиме дека имаме терет и дека имаме нерешливи проблеми, имаме стрес. Знаете дека фактички психосоматските или болестите кои што доаѓаат од стресот потекнуваат кога ги имате тие луѓе околу вас. Тие луѓе ви го активираат стресот. Ако ги немате тие луѓе околу вас, нема да имате стрес. Зошто? Затоа што нема да чувствувате проблем, нема да чувствувате неприфатени да бидете. Ќе бидете сакани, ќе бидете прифатени, нема да ви се наоѓаат критики, нема да ви се наоѓаат мани, едноставно ќе бидете со елан кон животот за да успеете. Ето, овие ве кочат. Отворено или скриено ќе ве кочат затоа што ќе ви наоѓаат мани, ќе ви наоѓаат стопови, ќе ви прават проблеми, ќе ве тргнат од целта, никогаш нема да ви дадат пофални зборови. Океј, идеме да ги карактеризираме овие луѓе и ќе почнеме да ви ги кажам овие карактеристики, мора значи да имаат 7. И една работа ќе ви кажам. Многу често на тие луѓе на кои што сме им наљутени, прво сакаме да ги класифицираме така. Немојте. Кога сте на некој љут, сите 12 карактеристики ќе му ги најдете и ако ги нема.
Така да, немојте тоа да го правите. Со ладна глава ќе ги даеме карактеристиките на антисоцијалната или супресивната личност или енергетскиот вампир и ќе ги даеме спротивните карактеристики на социјалната личност. Идеме со 12 карактеристики. Океј. Прва карактеристика. Вели вака, антисоцијалната личност. Ова ми од презентација, фактички го имам како предавање со фирми, затоа што овој човек е многу битно да го изолирате во фирма, затоа што ваквиот човек ќе ја сруши фирмата. Ако имате еден, двајца луѓе во спортски тим, тимот ќе пропадне. Ако имате ваков тренер, најдобрите играчи ќе пропаднат. Ако имате ваков човек во фирма, фирмата ќе пропадне. Ако имате ваков човек во фамилија, многу проблеми ќе има. Гледайте, антисоцијалната личност, прва карактеристика, значи пак ќе кажам, имаме 12 карактеристики вкупно, треба да има 7 човекот. И знаете што е интересно? Само критичноста е луксус за овој човек. Тој не може да најде карактеристика ваква кај себе. Ако вие помислите дека имате една барем од овие карактеристики, бидете среќни затоа што тоа е сигурен факт дека не сте антисоцијална или супресивна личност, не сте енергетски вампир. Енергетскиот вампир не може да се само критикува. Гледате, луксус е тоа за него. Он ќе ги прочита овие 12 карактеристики, нему ни една да се најде, а може ги има 10. Ама он не може да види дека ги има. Поради тоа што он нема идеја за самокритичност или дека има некаков проблем со него. Тоа е интересното. Гледайте, значи ако се најдете у некоја карактеристика супер, тоа значи дека не сте енергетски вампир. Тој или таа зборува само многу општо. Гледайте колку интересно. Вика, тие велат, сите мислат, секој знае. И ваквите изрази постојано ги користи, особено кога пренесува гласина. Гледайте, вика, тој или таа зборува само многу општо. Тие велат, сите мислат, секој знае. Значи, социјалната личност е конкретна кога пренесува работи. Ке рече, Трајко рече, Дневник објави. Значи, он кажува од каде му се информациите. Овој прави општост. Пример, абе, сите твои другари мислат лошо за тебе. Кои се тоа сите мои другари? Од моите сите другари, таа личност ќе направи сите, ама уствари еден. Кога ќе прашаш таа личност кои се тоа сите, кажи ми кои сите, и прашате баш така, прашате, кои се тоа сите? Знаеш, кои се тоа сите? Знаеш што, Дени и кој друг? Дени и Јован. Што ти кажа? Уствари ќе испадне дека само Дени кажал нешто лошо. Ама не се сите другари. Гледайте колку интересни работи има за општости. Многу често некои медиуми, ја работам со медиумите и ги обожавам, ама има некои медиуми кои што го користат ова, не значи дека се супресивни, ама имаат оваа карактеристика. Медиумите, експертите рекоа. Се вика што е општост, кој експерти рекоа? Не знам дали го сакате Трамп или не, ја воопшто не навлегувам во политика, но имаше една многу интересна, има брифинг. Имаше еден новинар кој што рече, изворите ни кажаа дека. И он вика, добро, кои извори? Кои се изворите? Гледате, тоа е општост. Супресорот, антисоцијалната личност, секојаш ќе користи сите други, цела фамилија збори дека си тргнал по погрешен пат. Никој од друштвото не ти ја сака девојката. Цела фамилија е против тебе. И sad си викаш, која цела фамилија? Веројатно Вујко ми кажал нешто, Чичко ми толку е, братучеткиве не кажале. Ама цела фамилија збори против тебе. Или, например, друг пример ќе ви кажам, имаше еден вестник пред неколку години, нема да именувам име, вика пишува Македонија у поплави. А ја гледам се, чудам, у Скопје не ни врнеше, цела недела не врнеше. Вика Македонија у поплави. И сега го купувам вестникот и отварам, вика Кочанско поплавено. Ама, гледате, он за да го продае, Македонија у поплави. Цел свет изумира. Сите бла бла бла. Гледате, целата идеја на тие негативни луѓе е да направат од ништо нешто. И наместо дека еден човек збореше лошо за тебе, тој ќе ти го пренесе, цело твое друштво те збори, сите другарки те зборат, цела фамилија мисли, цела Македонија е у поплава, не знам, цел свет е пред смак света, што и да е, сите. Гледате зошто? За да биде понагласено, тоа да биде пострашно. Ако е еден, не може да е страшно. Ама социјалната личност вика, Дневник вика дека бла бла бла. Трајче кажа тоа и тоа и тоа и тоа. Значи една карактеристика, и ова е многу често, дечки, запамтете го. Кога ќе почнете да слушате
сите мислат, секој знае, цела фамилија, цела Македонија, експертите, кои експерти, и што и да е, се општости. Гледате, немате конкретен извор. Комшиите, вике точно. Кои комшии? Цела зграда те збори. Која цела зграда? 20 комшии може, ама има 100 луѓе у зградава. 20 се. Не се сите. Гледате, социјалните личности секојаш кажуваат кој. Една од карактеристиките на антисоцијалните личности е дека зборат општо. Општо. Зошто? Затоа што ти фрлат прашина у очи. Со таа општост, замислете, има некој ваков човек залепен како пијавица до шефот на работа, му вика сите вработени. Знаеш ли вработениве што ти прават? Знаеш ли вработениве што ти прават? Абе, кој што ти прави? Кој ми прави? Што ми прави? Гледаш, абе, знаеш ли што зборат луѓево? Леле, медиумиве. Абе, сите социјални медиуми објавија. Тој 2 интернет сајта објавиле нешто, он ќе ти рече, абе, сите социјални медиуми брујат. Кој? Еден извор, втори извор, максимум 3 дечки, толку е. Не се сите. Ама ти ќе почнеш да се шокираш, да речеш, леле, колку е страшно сите. Не се сите. Тоа е нивна карактеристика. Гледате, нивна карактеристика. Идеме понатаму, дечки. Значи, првата карактеристика е таа. Втората, слушайте го ова. Ваквата личност главно се занимава со лоши вести, критики или непријателски забелешки, омаловажување и општа супресија. Ке повторам. Ваквата личност главно се занимава со лоши вести, критики, непријателски забелешки, омаловажување и општа супресија. Значи, нема што друго да збори човеков него сем за озборување, сем за негативно, колку луѓе се умрени, колку, не знам, жртви има ловаму, се е црно, дечки. Све е негативно. Тој ќе дојде и ќе истори све негативното ке тебе. Ваквата личност главно се занимава со лоши вести, критики, значи ќе те критикува, или ќе ти каже дека сите те критикувале. Или непријателски забелешки, омаловажување, само тоа збори, и општа супресија. Вика како озборувач или човек што шири гласен или гласник на лоши вести, еднаш беше опишана ваквата личност. Слушайте го ова. Значено е дека ваквата личност не пренесува добри и ласкави забелешки. Ке повторам. Значено е дека ваквата личност не пренесува добри работи и ласкави забелешки. Нема. Од таа личност не си слушнал пофални зборови за тебе. Со години си со неа, не си слушнал да те пофали. Така, се што ќе ти каже ќе биде негативно. Се што ќе ти каже ќе биде критика. Се што ќе ти каже ќе биде да те намали. И она што е битно да го сватите е дека нема ласкави забелешки, пофалба и добри зборови и дека си како што треба. Не мора ни ти, ни за другите не збори добро. Или за да те омаловажи тебе, ќе каже за другите добро, само фактички да те спушти тебе. Ме разбирате? Тоа е една од карактеристиките на овие луѓе. Добро, значи она што сакам друго да го кажам е дека социјалната личност сака да пренесува добри вести и нерадо пренесува лоши вести. Значи сака да пренесе добри вести и нерадо пренесува лоши вести. Социјалната личност сака добро да направи. Социјалната личност е конструктивна, социјалната личност е креативна. Okay? И таа пренесува супер вести. Таа нема ти пренесе лоши вести, нема те критикува, нема ти даоѓа негативни работи. Таа ќе те пофали. Идеме понатаму, дечки. Антисоцијалната личност сега кога пренесува пораки или вести, гледайте, кога е преносна точка, комуникацијата изменува кон полошо. Добрите вести се сопрени, само лошите често дотерани се пропуштени. Видите колку интересно. Значи, ако она пренесе нешто, шефот кажал, абе Трајче е добар човек, ама му фали тоа и тоа, он ќе дое на Трајче ќе му рече и Трајче ќе те отпуштаат. Значи, дај човек прибери се ќе те отпуштаат. Он комуникацијата ја менја на полошо. Гледаш, ти нешто си му пренел, ама он доброто ќе го стопира, лошото ќе го зголеми и ќе ти го пренесе. Доброто нема да го пренесе. Само лошото ќе го пренесе. Добрите вести се сопрени и само лошите ги дотерува, ги нашминкува бетар да се и нив ги пренесува. Карактеристика едно од тажните нешта во врска со оваквата личност е дека таа не реагира на третман или реформа. Дечки, 100 пати ќе му кажете на овој човек да се смени, не може.
ќе го замолиш, немој бе вака, бе дај ме повредуваш, бе човек, знаеш ли колку ми е мака, не можам да те слушам више, зашто стварно ми го кршиш душава и срцо, ама прекини. Не бре човече, наредниот ден е исто. Зашто не реагира на третман или реформа? Че не може да се смени човеков. И сакате да му помогнете, тешко е. Тоа е една од карактеристиките, не реагира на третман или реформа. Слушате нареднава карактеристика, дечки, ова е многу интересна. Вели вака: околу ваквите личности наоѓаме уплашени или болни соработници или пријатели кои, иако навистина не се доведени до лудило, сепак се однесуваат како инвалиди во животот, пропаѓаат и не успеваат. Околу овие луѓе имате луѓе кои што нема да успеат. Зашо? Затоа што овој го притиска, бре. Овој му става препреки, му става проблеми, му става стопови. Значи, околу ваквите личности имаме уплашени или болни соработници или пријатели кои што, иако не се навистина доведени до лудило, се однесуваат како инвалиди во животот, пропаѓаат и не успеваат. Имав еден пример, каде што имаше двајца браќа. Има татко кој што беше скрос негативен, ги имаше 12 од овие карактеристики. Едниот од браќава се одсели и стана многу успешен, другиот не. Не му тргна у животот. Гледа, не му тргна. Поради тоа што човеков го клюкаше со негатива цело време. Вика, неправедно е, но ретко гледаме антисоцијална личност во ментална институција. Само незините пријатели и семејство се таму. Слушајте го ова. Неправедно е, но ретко гледаме ваков енергетски вампир или антисоцијална или супресивна личност. Нема да ја видите неја во ментална болница. Само незините пријатели, наводници и фамилија се таму. И тие се клюкаат со антидепресиви, со лекови, со шо и да е. Зошто? Поради тоа што он има проблем. Не овој што супресира, тој што супресира пјас, ќе го залепи само за зид, толку е. Он нема да зема лекарства. Он нема да го видите у ментална институција. Ама пријателиве негови, околината негова ќе заврши таму. Океј, идеме понатаму, дечки. Антисоцијалната личност по навик одбира погрешна цел. Ако гумата се издишала поради тоа што имало клинци на патот, тој или таа го псуе со патникот или изворот кој не е причина за неволјата. Ако радиото ке сосодате премногу гласно, ќе удри мачката. Сте виделе колку често бараат цело време погрешна причина за нешто. Он нешто ќе му се истури кафето, ама што си го пуштал радиово бе толку гласно, ти реков да стишаш бе дете. Не е до него. Така, до друго е. Секојаш е друга причина. Се возиш у кола, ќе направи некој проблем човеков и ќе ти се развика тебе дека ти нешто си го ометал, зашо он направил грешка. Човеков одбира погрешна цел, погрешна мета за корекција. Социјалната личност не. Ако види дека е до неа, она ќе се коригира. Околу социјалните личности, околу позитивните личности имате секогаш луѓе со добро расположение. Некојаш социјалната личност ќе дојде, гледате, ќе дојде на сцена и околу таа личност има ведрина, позитивна енергија и така натаму. А антисоцијалната личност која ќе се појави на сцена, фактички е како радијација. Работите околу неа не живеат многу добро. Антисоцијалната личност не може да заврши започната работа. Има незавршени проекти околу неа. Ке почне нешто, ке остаи, ке почне, ке остаи, ке почне, ке остаи. Никогаш нема да го доврши до крај. Така? Пак ќе кажам, значи може да имаме и ние по некои од овие карактеристики. Ама вистинскиот енергетски вампир или негативната или антисоцијалната или супресивната личност, психопатот, како сакате кажете го еден куп име има за него, тој никогаш нема да види дека има ваква карактеристика он. Он не е спремен да види дека е негативен. У некои моменти. Дај Боже да види. Тоа дефинитивно ќе направи дека тој не е фактички таков, затоа што ќе се коригира. Слушайте го ова, многу супресивни личности или енергетски вампири или антисоцијални личности слободно ќе признаат и најалармантни злочини кои ќе ги присилите на тоа, но тие нема да имат ни најмало чувствена одговорност за нив. Видите, ќе направи нешто неодговорен бе он за нив. Едноставно се деси. Доаѓа мужов ке жабе ми се деси, бе жено, што е сега па мушко сум, ми се деси. Како бе ти се деси? Абе ми се деси. Ете, што ти кажам? Му се десило него. Он ке си го признае тоа што го направил катастрофалното, ама нема чувство на вина, дека се кае, дека сака дека му се десило на него. Тоа е. Кажеш, ми се деси. Што да правиме се? Голема работа. Де. Колку изнешо да сум направил? Како колку изнешо? Гледате, социјалната личност ќе призна и ќе се срами од тоа што го направил. Ќе се срами. Овој не се срами.
Овој ќе направи катастрофални работи, не се срами од своите злодела. Ете, не се срами од тоа. Океј, понатаму, антисоцијалната личност поддржува само деструктивни групи и бесно се спротивставува и напаѓа какви било конструктивни групи или групи за подобрување. Гледате, овој човек има некоја женева отишла некаде да се подобри, у некој клуб, нешто прави да се подобри, овој ќе наоѓа 100 мани, што мајка барашна, што даваш пари за глупи патувања, сите пари ги потроши, што направивте сега таму? Како да не, одеднаш не му одговара на него она да оди у таа група, затоа што таа група ќе ја подобри. Ама он е престрашен ако она е подобра од него. Гледате, он секогаш сака да е над сите. Затоа ја влече надоле, за да он биде над неа. Поради тоа што тој знае дека тој е под неа. И дека луѓето се над него. И поради тоа што страда од тој факт, ќе сака другите да ги спушти надоле под неговото ниво. Значи тој ќе напаѓа конструктивни групи, и ќе напаѓа групи за подобрување. Женава ќе отиде некаде да учи јазик, да прави нешто, едноставно да се подобри. Не бре, човеков ќе протестира. И ќе наоѓа 100 мани, чарки, закачки, зашто? Само за да не биде подобра. Социјалната личност поддржува вакви групи. Ќе ти рече, иди, браво, супер, видиш, убаво си напреднал, браво, така е, така треба, одлично. Гледаш, тоа е разликата. Социјалната личност ги има целосно спротивните карактеристики од антисоцијалната личност. Овој тип на личност одобрува само деструктивни акции, се бори против конструктивни акции или акции и активности што помагат. На него проблем, тој е наредната карактеристика, гледайте, овој тип на личност одобрува само деструктивни акции, се бори против конструктивни акции, акции и активности. Абе, шо му помагаш, бе? Шо му помагаш да учи на синте? Абе, остај го. Не ли гледаш дека за ништо не го бидува? Море камшикот, бе, дај кајшо да го извадам, да видиш како ќе седне да учи. Гледаш, он деструктивни акции поддржува, ама конструктивни акции, детево да го пратите на некој курс да научи, не. Затоа што тоа е лага и трошење на пари, затоа што он не верува на никого. Он е у толку страв од околината да не верува на никого. Неверувањето на околината е една од карактеристиките на овие луѓе. Дај кајшот, ќе го извадиме, ќе го здробиме детево од навање, ама не дај Боже да му помогне некој да научи математика, затоа што он е глуп, и он е недоделкан, и он ништо не знае, и он е што и да е, со погрдни зборови ќе го кажеме. Тоа е втората карактеристика омаловажување, општа супресија, деградирање, инвалидизација. Така, наредната карактеристика 11 да им се помага на другите, вика активност која ја избезумува антисоцијалната личност. Немојте да ја помагате на никого, се вика што му идеш на комшиите да му помогнеш? Што мајка бараш да им помагаш на нив? Зашо идеш да им помагаш? Сеј се тука, они на нас не помогнале. Што мајка бараш да да помагаш на сите? Што си ти, мајка Тереза, се ќе помагаш? Абе, сеј се тука. Гледайте, активно за помагање избезумуваат оваа личност. Гледате, проблем е на него не можеш да му помогнеш. Он све знае. Кај ти на него ќе му помогнеш кога он е најдобриот? Но он не може да прими наредба од тебе инструкција. Он само мора да дава. Поради тоа што му е тешко да го проголта дека он може да не знае, ги текнал минатиот пат ви зборев, дека фактички на некој начин тој мисли дека све знае. И сега ти ако му споделиш нешто од семинаров, немојте, зашто ќе ти рече, па ти ова ли не знаеше? Сега ќе тој жаре беше да го гледаш глупости, ова ти го понаметот, па ја ќе ти го каже. Што се завркаш? Ај пикини со тие доста веќе. Затоа што она што се случува е тој све знае. Он е секојаш најдобар. 12-та карактеристика веќе антисоцијалната личност има лошо чувство за собственост. Што значи ова? Антисоцијалната личност зима работи од други без да ги праша. Сте виделе, сте имале две сестри, може едната сестра имала антисоцијален карактер, секој ќе ги зима фустанчињава на другава сестра и никош не ја прашува. Шминките ги зима, никош не ја прашува. Ке ви дојде некој комшија, у двор ке ви земе скала, никош не ве прашал дали може да ја земе скалата или не. Гледате, социјалните битија, ти секојаш ќе прашаш и може ова да ти го земам, може моливчево да го поземам, ти може да ти ќе ми поземиш, ќе ти вратам. Не, овој си зима како да е негово све. Гледате, има лошо чувство на собственост. Социјалната личност има собственост. И он секогаш, ако ќе те праша скалава дал може да ја поземи, дал шминките ќе може да ти ги поземи, дал што и да е и ќе ти ги врати. Поради тоа што твојата
твоја собственост. Гледате, овој човек не. Значи ви наведов 12 карактеристики. Знам дека брзо ги наведов. Ќе го имате ова како лайф, ќе можете да си ги споделувате. Мора да има 7 од 12. Гледате, мора да има 7 од 12. Но исто така, целосно спротивните карактеристики се карактеристики на социјалната личност. Мора да го споредите и дали има социјалната карактеристика, затоа што често пати можам јас да изреагирам у наплив некој револт, да изреагирам антисоцијално. Така, да речам, сите бла, или да ја кажам втората карактеристика, ама тоа може ми се случило еднаш, 2 пати, 5 пати у животот. А 50 пати да сум го кажал спротивното, кое што е социјалната карактеристика. Така да, кога сме им љути на некого, обавезно сакаме да ги сврцаме одму антисоцијална личност, ама немојте. Поради тоа што тоа е грешка. Не значи дека ако еднаш го кажале тоа, дека се такви. Видете дал кажале може би почесто социјалните карактеристики, затоа што на луѓето мора да им дадете исто така и на некој начин позитивното да го видите у нивниот карактер. Ама кога ќе видите ако извагате дека он цело време негативниве ги кажува, а позитивниве никогаш, тогаш не се плашите да речете да. Но запамтете, мора да има 7 и мора да се многу често користени овие фрази, не еднаш 2 пати во неговиот живот. Сега, што е поентата и зашто оваа личност вака се однесува? Поради тоа што она има страх од другите луѓе. И незината размисла е мора да сум ја над тој и секогаш мора да сум над него за да можам ја да живеам и да успеам. Он мисли дека ако другите луѓе се над него, он нема да обстане. Гледате, он мора да е секогаш над другите луѓе. И ќе ви кажем уште една карактеристика. Например, ова е зоофирми. Зоофирми има и други карактеристики. Плюс, нема да зборам тоа за денеска, немаме доволно време. Но, кога имате ваков човек у фирма, тој ќе ги избрка најдобрите вработени. Една од карактеристиките, ќе дојде ваков човек, и она што ќе се случи е ќе ги избрка од фирмата најдобрите вработени. И уште една карактеристика за овој тип на луѓе е дека се што ќе ви се случи вас негативно, за вас така ти требаше, заслужено те ја ти кажав, а нешто ти на него му направиш, ама тоа е непоправливо. Леле, колку си го повредил, значи тоа е катастрофа. Значи толку ме повреди, не можеш да се искупиш, не можеш да се извадиш крај. Ама тебе онако те повреди или некој друг ако те повреди, она што се случува така ти требаше, па си заслужи. Гледаш, тоа е. Ти си го привлекуваш, што да ти кажам. Ама него ако му направи некој нешто така, он е жртвата, катастрофа, како успее Керко така да ја направиш. Глеј што ми се случува мене, ама на Керки кога она ќе ја направи, па ти заслужуваш тоа така да ти биде. Што да ти кажам? Гледаш, заслужуваш. И ќе те убеди дека заслужуваш. Но точно е, она што го сакав да го кажам е немојте олако да ги сврстувате луѓето у таа категорија, поради тоа што на секој може да не му е денот, но некогаш имате луѓе кои што се стварно постојано вакви. Но мора да ги споредите и дали имаат социјалните карактеристики и дали имаат 7 антисоцијални карактеристики. 1, 2 и ја и вие имаме, да се разбереме. Ама немаме 7. Вистинската енергетски вампир, вистинскиот човек кој што е негативен, ги има овие карактеристики повеќе од пола, значи над 7 карактеристики има вакви. Сега што е важно да знаеме? Околу таквиот човек имаме луѓе кои што се несигурни, кои што се у конфузија, кои што се у страх, кои што се у паника и кои што многу тешко им оди да успеат во животот. Поради тоа што овој ги тиска надоле. Како да излеземе надвор од притисокот кој што тој ни го прави? Искрено ќе ви кажам, ако се блиски луѓе во вашето обкружување, значи фамилија, немојте да ги прекинете контактите со нив. Иако може тоа, ја тоа не ви го предлагам. Но ако ви е некој човек кој што не е важен, веднаш пресечете го контактот, затоа што нема што да се расправате со некои луѓе кои што не се битни фактори во вашиот живот. Но ако ви е татко, сопруга, пробајте прво да ја рехабилитирате таа комуникација, ако може, и има начин како тоа да го направите. Тоа може да се подобри преку комуникација,
Но денеска во оваа емисија нема да зборувам за тоа, ќе зборувам во наредната емисија. Значи, наредната емисија ќе биде поврзана со оваа и ќе биде како да ги изгладиме со комуникација односите со тие луѓе. Значи, разберете, ако ви се многу блиски тие луѓе, тешко е да направиш прекин со мајката или татко ти ако е таков. Така, она што сакам да ве научам е како да разговарате со нив, за да не те толчат, за да не ти наоѓаат мани, за да не те критикуваат. Тоа е поентата и тоа ќе го имаме во наредната емисија. Поради тоа што и тоа е еден саат работа, како да збориме со тие луѓе е многу важно и тоа ќе ви го објаснам во наредниот, нека биде понеделник. Во понеделник во 20:30 ви закажувам средба како да разговарате со овие луѓе доколку се многу блиску до вас, поради тоа што не можете да ја пресечете таа релација. Ако ви се некој кој што ви се другари, едноставно ве замараат, постојано ви се негативни, цело време имаш некој другар кој што е околу тебе, едноставно пресечија врската. Знаете, има еден многу убав виц. Има една жена, односно баба и дедо биле, и дедово на умирање, и сега баба му е до него, односно жена му и дедово прави осврт на целиот негов живот и вика: драга, вика, те прашам нешто, вика, кој беше со мене 41 година која ме ранија германците? Вика, ја, точно е. Вика, 55-та која паднав од кров, кој беше со мене? И ова му вика, ја, така е. 78-ма кола која му удри, кој беше со мене? Ова му вика, ја, да. Вика, сега, кој е со мене? Вика, ја. Па вика, ти си ми мори малерот. Се шалам. А младотов ми е, тие луѓе, кога се околу вас, она што ќе се случи, човекот излага од сегашноста. Не е тука, зашто е бомбардиран, постојано е бомбардиран со некои негативности. Така, негативности има. И она што ќе се случи, човекот што не е тука, ќе излезе на улица и ќе удри кола. Од нигде никаде му се случува проблем. Ке му се случи трагедија. Направо сте виделе луѓе што направо кидат, ке се сопнат, ке паднат. Не е од нигде никаде, дечки. Тие биле во контакт со вакви луѓе. Овие луѓе што прават околу нив, прават да човекот не е у сегашноста. Ви се случило некојаш ке си дојдеш дома и ке си бил со таков шеф на работа и до толку си у проблеми, затоа што ви текна што ви реков, обожаваат да ви креираат проблеми, да фактички не си раат и не си смирен. Така. И цело време си у некоја грижа, цело време си у некоја загриженост, цело време некој проблем сакаш да решиш. Не си у сегашноста, не уживаш у сегашноста. Поради тоа што тие луѓе тоа е тоа што го прават. Така. Сега, проблемот е како да бидеме у сегашноста, тоест како да не дозволиме тие да влијаат врз нас. Затоа што луѓето околу овој тип на луѓе се фактички извор на неволја на некој начин. Тие се тие кои што прават джева, тие се тие кои што ќе се караат, тие се тие кои што ќе се вознемират. Тие се нестабилни. Тие се многу нестабилни луѓе. Нестабилните луѓе фактички имаат околу нив, еден од симптомите е дека имаат ваков човек. Но ќе ви кажам една работа. Кој има право да ви каже каков живот ќе живеете? Кој има право да ви каже што треба да сакате, што треба да не сакате? Кој има право да ви каже што треба да се вашите соништа и која треба да е вашата реалност? Кој има право да ти наметнува негови проблеми? Кој има право да ти наметнува проблеми за да ти ги немаш своите соништа и својата илузија за иднината? Кој има право да слика со твојата четка на платното на твојот живот? Кој има право да ти каже што е добро, што не е? Кој има право да ти каже зашто треба да имаш афинитет и што треба да сакаш? Кој има право да ти каже со кого треба да комуницираш и зашто да комуницираш? Гледайте, тие луѓе немаат право да ви дадат дозвола да живеете. Вие таа дозвола за живот и имате стекнато од која сте дошле и сте излегле од утробата на вашата мајка. Гледайте, некој те донел на овој свет. И поради тоа што тој те донел на овој свет, не значи дека некој друг има право да ти кажува што треба да правиме или што не треба да правиме во овој живот. Знаете кој е најдобар начин да успеете
и да напредувате. Тоа е најголемиот реванш за ваквите луѓе. Затоа што кога ќе успеете покрај сите стопови, што се случува со таквиот човек? Еве го тој човек, и вие сте ова, и он ти вика смени се у нешто друго за да те сакам, и ти ќе направиш компромис, ќе се смениш, па ќе ти рече ама недоволна е таа промена, сега биди ваков, па ќе се смениш, па биди уште оваков, ќе се смениш, и на крај пак нема да те сака, пак нема да те одоброволува. Ама знаете што се случило? Вие више не се сакате себе си затоа што си станал нешто што не си ти. Аман луѓе, успејте во вашите цели, идете во вашите соништа. Тие луѓе ќе ве обожаваат и ќе ве сакаат и ќе се гордеат со вас, кога ќе успеете, затоа што веќе ја немаат контролата врз вас. Во тој момент ќе си најдат друг човек да го супресира, тоа е жалното, ама вие нема да бидете во нивниот радар и во нивниот делокруг поради тоа што не сте влегле да играте нивната игра. Напротив, сте го знаеле ова и сте знаеле дека и нив да им помогнете. Успејте. Поради тоа што многу често нашите блиски се плашат за нас, се устрав за нас, дал ќе успееме поради тоа што не сакаат. Успејте. Бидете тоа што сакате да бидете. Бидете на доброто од вас. Живејте во вашиот живот како што сакате вие. И на крај и тие луѓе ќе ве почитуваат и ќе ви се восхитуваат поради тоа што на крај ќе речат: "Вау, ова е до толку луд, што дури ни ја не успеав да го спречам во остварување на неговите цели. Мора да е фантастичен." И тој човек ќе ве промовира и ќе ве сака многу. Тоа е начинот како да успеете со тие луѓе. Не да им влезете во играта, поради тоа што едва и чекаат да влезете во нивната игра, затоа што таму се најаки. Ти не си таму јак, поради тоа што не идеш во зло, не идеш во негативно. Целата моќ ја имаат социјалните и добрите луѓе. Овие луѓе немаат никаква моќ. Лошото нема моќ. Негативното нема моќ. Сем ако не му ја дадеме ние. Она што е моќно е креацијата, конструктивноста, да правиме добро за околината и добро за луѓето. Тоа е моќно. И тоа е гениално. Фактички овие луѓе на некој начин е да ги жалиш. Ако стварно ги разбереш, поради тоа што тие во нивниот ум се у хорор филм дека некој нешто сака да им направи, а во суштина немаат непријатели. Ама вас за жал, подсвесно ве гледат како таков. Не влагајте у таа игра, поради тоа што вие воопшто не сте целта. Тој само така функционира општо со сите луѓе. Тој е насекаде во конфликт, не само со вас, со сите у конфликт. И немојте да играте неговата игра. Играјте ја вашата игра. Затоа што ако застраните од вашата игра, тогаш му давате моќ на тој човек да победи, но фактички е негативно, поради тоа што тој го прави е деструктивно. Така да бидете одговорни и за него. Не допуштајте тој да влие и да ги смени вашите конструктивни, креативни желби, идеи и соништа. Поради тоа што ваша одговорност е да го реализирате она за кое што сте тука на оваа планета. А знам дека тоа е нешто креативно и конструктивно кое што сакате да го наметнете на оваа планета. Ова беше од една книга, се вика Причинителот на супресија, од Рон Хабард, е многу фин филозоф кој што го кажува и следното. Најголема тајна или најголема големина во овој универзум да ги продолжиш да ги сакаш луѓето наспроти сите причини да не ги сакаш. Вели најголема големината на битието е да продолжи да ги сака другите наспроти сите причини да не ги сакаме. Гледате, можеме да ги сакаме и нив. Зашто? Зашто ги разбираме. Немаме врска со нас. Луѓе, нема врска со вас, тоа он си е во неговиот ум си има проблем. Продолжите да ги сакате наспроти сите причини да не ги сакате, поради тоа што само љубовта и само добрината ќе ве однесе во патот на големината и во патот на успехот. Омразата не води во патот на деструктивноста и на патот на неубавото. Љубовта, разбирањето, толерантноста е моќ, поради тоа што јас можам да одлучам дека можам да го сакам било кој, без разлика на што, поради тоа што преди се разбирам зашто тој се однесува така како што се однесува. Океј, ви посакувам да имате прекрасен, креативен, конструктивен ден, без разлика на што.
Бидете позитивни и на некој начин до толку бидете позитивни да едноставно негативниот човек се откаже од тоа да ве направи негативен. И не паѓајте на понудите да се спуштите со емоциите, затоа што на тој начин влагате во истата стапица каде што се наоѓаат тие луѓе. Љубовта, толеранцијата, да ги сакате луѓето насврти сите причини да не ги сакате, е изворот на големината на човечкото битие. Продолжете тоа да го правите и никој нема да може да ве спречи. Ако влеземе во нивната игра, свесно сами одиме да се спречиме. Изборот е наш. Одете кон доброто, одете кон креативното, одете кон високите позитивни енергетски нивоа и емоции. Вибрирајте на толку висока емоција да нискава не може да ве фати. Вибрирајте толку високо да нискава емоција не може да ве фати. Едноставно, нека сватат другите луѓе дека никогаш нема да можете спуштат со нивната негативна емоција на тоа ниво. Океј, се гледаме во понеделник, кој ќе ви зборувам за тоа како со овие луѓе, ако се блиски ваши, да комуницирате за да не морате да ги прекинувате тие односи. Не е добро да ги прекинете тие односи ако некој ти е многу близок. Можеме да научиме како да комуницирате со нив, за да се разберете дури и со овие луѓе кои што се на некој начин негативни енергетски вампири, на кој начин да ги кажеме или да ги окарактеризираме. Ве сакам многу. Фала ви многу. Доколку било кој сака да работи со него, веќе работиме со доста луѓе, скоро 8 луѓе со кои што работам онлайн консултации, 50% ги имаме цените намалено во овој период, така да мислам дека за многу убава цена можете да добиете многу повеќе знаење доколку се наоѓате ваква ситуација. Секако лично сакам да ви помогнам. А се гледаме повторно во понеделник. Значи, обратете ми се, пишете ми, јавете ми се, поради тоа што имаме 50% попуст на консултациите и на цените. Ми беше задоволство што сум со вас. Се гледаме во понеделник. Споделете ги овие видеа и промовирајте ги на вашите пријатели, поради тоа што сум тука да ви дадам, еден човек кажа давам богатство. Сакам да дадам се што можам, поради тоа што мислам дека секој човек кој што дава, универзумот на крај ќе му даде добро и на него. Ви благодарам, имајте многу убава вечер. Ве сакам, ве обожавам. Фала ви многу за преубавите пораки. Чао!